Високите температури и сушниот период негативно се одразија по приносите од црвена пиперка во Струмичко. Земјоделците ја почнаа бербата, но тврдат дека годинава не може да се очекуваат планираните количини по единица хектар, бидејќи цели парцели се исушени и покрај континуираното наводнување. Годинава има поборувачка за струмичката ајварка, зашто веќе известен период се нудат солидни откупни цени. Има ситно останало и спекосано, расипано, това е се од пеко. Оти не е доволно, мислам, јак корено и затоа флекосово се расипало. Со 40% најново. Со 40% најново намалени. Има и тоа многу штета има. Што? На пиперу, вејне корено, самиот корен вејне што го варе, само од температура. Ја вчера тај ветер што беше топол. Па тоа мислиш од сланата, а попарено горе. Горан Глигоров вели дека погодени се нивите кои се со послаб квалитет и биле засадени на отворено. Неговото производство било под пластеници и успел да го спаси од временските непогоди со високи температури. Зависи спрема полето, дека по песок, по нема, дека по дебела земјата, по црнак, има квалитет. Ама у целина добро. Спрема квалитета и цената супер. 25 денара прва, втора класа и моментално, јас мислам оти добро, таа цена. Производството на црвена пиперка од Струмичко, освен што се извезува на европските пазари, таа се пласира и во конзервно-преработувачките капацитети во земјава. Допрва се очекува да се зголеми поборувачката за оваа суровина заради најавениот интерес и од капацитети од поранишните југословенски републики. Заради високите температури и сушниот период во текот на летото, приносите на црвената пиперка во Струмишкиот регион оваа сезона се очекува да бидат намалени за 30%.